Добар ден, почитувани советници, почитувани членови на Комисијата за јавни дејности. Согласно член 38 од статутот на општината Битола, службен гласник на општината Битола, број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општината Битола на 7.5.2026 година, четврток, во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Годишен извештај за реализација на програмата за култура во општина Битола за 2025 година. Точка број 2. Годишен извештај за реализација на програмата за образование во општина Битола за 2025 година. Точка број 3. Годишен извештај за реализација на програмата за социјална заштита во општина Битола за 2025 година. Точка број 4. Годишен извештај на локалниот совет за волонтерство на општина Битола за 2025 година. Точка број 5. Извештај за активностите на општинскиот совет за превенција на детско престапништво за 2025 година. Точка број 6. Извештај за реализација на програмата за туризам на општина Битола за 2025 година. И точка број 7. Програма за измени и дополнување на програмата за образование во општина Битола за 2026 година. Вака предложениот дневен ред го ставам на гласање. Повелите да гласаме. Марина, Александра, Софија? Јас, да. 4 гласа за, дневниот ред е изгласан. Можеме да поминиме на првата точка. Годишен извештај за реализација на програмата за култура во општина Битола за 2025 година. Го молам известителот да ја појасни точката. Повелете. Добар ден и од мене. Значи, програмата за култура за 2025 година ја имате детално. Имате целосно реализацијата, значи таа се состои од реализација на активности, тоа се традиционални манифестации, кои што се реализираат, организација на 4 ноември, организација на Битвест 2025, поддршка на културно-уметнички друштва, кои што се реализира преку јавен повик и организација на 21 мај Светскиот ден на културата. Програмата за култура е реализирана во 93%, значи беше планирана 16 милиони 050, имаме реализација од 15 милиони 482 978 денари. Значи, успешно е реализирана програмата за култура за 2025 година. Благодариме. Отворам претрес. Дали има некој прашање во врска со првата точка? Доколку нема, преминуваме на точка број 2. Годишен извештај за реализација на програмата за образование на општина Битола за 2025 година. Го повикувам известителот да ја појасни оваа точка. Добар ден и од мене. Во однос на годишниот извештај за програмата за образование за 2025 година, можеме да видиме дека од сметката наменски дотации или дотациите кои стигнуваат од Министерството за образование, потрошени се 657 милиони 460 179 илјади, од кои најголемиот дел одат за плати и надоместоци од плати 637 милиони 147 208. Остатокот се потрошени само за течни горива 4 милиони 957 158 и трансфери при пензионирање 1 492 163, други трансфери во кои спаѓаат јубилејни награди, дел од јубилејните ствари не се сите покриени. Од сметката или буџетската сметка на општина Битола потрошени се 47 милиони 077 848 денари. Исто така најчесто за комунални услуги, електрична енергија, нафта, најголемиот дел од трошоците, превоз и друго. Во програмата N2 или средно образование потрошени се 361 милион 730 308 денари. Тие се од сметката наменска дотација или сметката од Министерството за образование и овде поголемиот дел е за плати и надоместоци од плати од 288 428 369 илјади. Статокот од се за материјални трошоци е 69 милиони 144 947. Благодариме. Отворам претрес. Дали има некој збор? Дали има прашање? Доколку нема, поминуваме на третата точка. Годишниот извештај за реализација на програмата за социјална заштита за 2025. Повелете да ја појасните и ова извештај.
Така, програмата за социјална заштита се реализира согласно законските надлежности и буџетските можности на општината. И таа е како инструмент за системско и одговорно планирање на мерки и активности насочени кон поддршка на рандливите групи. Исто така имаме успешна реализација и на ова програма. Ова програма е поврзана со работата на Советот за социјална заштита, бидејќи всушност планирањето на ова програма произлегува токму преку овој Совет за социјална заштита. Најголем дел од активностите кои што се реализирани и кои што се планирани и реализирани во оваа програма, тука влегува еднократната парична помош која што се доделува на граѓаните, инфраструктура на лица со попреченост во домот, потоа имаме поддршка на јавни дејности, односно поддршка луѓе кои што ги ангажираме во јавните претпријатија и помагаат во летниот период за уредување на градот. Партиципација на детски градинки влегува тука, помош на лица со ретки болести за патни трошоци до болница, инклузија на деца роми, социјален погреб, згрижување на бездомници, потоа имаме обуки за помош за негователи за помош и нега на стари лица во домот, обука за лични асистенти за лица со попреченост, исто така во оваа програма и поддршката на сите оние совети како помошни тела кои што работат во рамките на општина Битола и кои што денес ќе се презентира, тоа е Советот за детско престапништво, Советот за волонтерство, за социјална заштита, женско предприемништво, лес и слично. Во оваа програма се преку јавен повик се доделуваат средства и за поддршка на волонтерски акции и минатата година беше изработен социјален план кој што не е законска обврска на општината за период 2025-2030, така да имаме од вкупно планирани 12.630.000, имаме реализација од 11.418.078 дена, односно 90% е исполнета програмата за социјална заштита за 2025 година. Ви благодарам. Отворам претрес, дали има прашања? Повели, Димитар, Драги? Да, благодарам. Драги, па Димитар. Ме интересира, рековте 12 милиони вкупниот годишен буџет за социјална работа? Да, за 2025 година. За 2025. Реализиране 90%? Да. Овие средства се исплаќаат во 2026-та? Не, 2025 исплатени се. 2025. Значи, не се дотрошени парите. Што се случува со остатокот? 1 милион што останаја? Да. Тоа значи не се реализирани во 2025 година, крај на Ги годината. предвидувате за наредната? Не се префрлаат, значи Не се наредната префрлаат, година имаме нова буџетска рамка. Дали ќе може преку комисијата барам за наредната седница да ми доставите по години колку е реализацијата по проценти само, не мора да е. Која година сакате? Па последниот мандат на претходната на локалната самоуправа 4 годишен. Ме интересира која е реализацијата. Од 2022? Да. Значи конкретно ќе ви доставам, Од меѓутоа секоја Процентуално година по имаме година. 90%, над 90% имаме секоја година реализација на оваа програма. Да, висок Овде процент. вишоко што станува е во дело што не можеме точно да испланираме, например, партиципација на детски градинки. Значи не знаеме стварно децата роми, според од влада не задолжуваат секоја година да испланираме поголема сума на средства, меѓутоа не одат сите деца роми, значи не посетуваат секој ден градинка, значи Да. тука ни остануваат вишоци. Потоа ни остануваат исто така имаме во делот на социјален погреб, значи не знаеме точно колку ќе биде во годината изреализирано. Мислам, куќи има такви погреби, значи секогаш тука остануваат некои мали вишоци. Или пак згрижување на бездомници. Знаете, зависи од година во година, така да тука затоа имаме вишок ни останува во планирањето. За некои работи кои што не можеме стварно прецизно да ги спланираме. Да, Бидејќи не зависат од 90% нас. над 90 висок степен на Да, реализација. јас тоа детално ќе ви кажам во проценти, односно и со суми ќе ви кажам од 22 година на овamo, меѓутоа ви гарантирам дека секоја година имаме успешна реализација на оваа програма. Ви благодарам. Ви благодарам, Димитар, повели. Благодарам. Ме интересира оваа мерка што е итно копче, алармни алки. Што е поточно и кој е корисник на... За ова активност имавме јавен повик и тука се јави како провајдер Црвен крст. Минатата година го започнавме овој процес, значи сме во фаза на набавка на апаратчињата кои што ќе се користат за оваа активност итно копче. Значи сега треба да почне и давањето на самата услуга. Значи провајдер ни е Црвен крст.
Се купуваат значи апаратчиња каде што имаме 20 корисници. Са не знам точно, не ме фаќате за зборува, уште немаме почнато со услугата, кои што ќе можат во случај кога нешто имаат одреден проблем, притискаат на тоа копче и луѓето од Црвен крст, волонтерите им излегуваат во пресред, било да е да им треба некаква помош од доктор, купување на нешто и слично. Исто како во Скопје, да. Не. За поддршка на лица со кои што се во ризичен. Да. Благодарам. Дали има дополнителни прашања? Доколку нема, поминуваме на точка број 4, годишниот извештај на локалниот совет за волонтерство на општина Битола за 2025 година. Повелете да ја појасните да го појасните извештајот. Почитувани советници, локалниот совет за волонтерство на општина Битола во 2025 година одржа вкупно 6 седници. Сите материјали од нашата работа се достапни на веб страната на општината Битола. Во текот на годината беше објавен јавен повик за поддршка на волонтерски акции со вкупен буџет од 300.000 денари, за поддршка со максимална поддршка од 30.000 денари. На повикот се пријавија 19 апликации, од кои локалниот совет ги разгледа сите и предложи на Советната комисија во општината да поддржи 10 акции на 10 здруженија на граѓани. Како носечка активност е одбележувањето на 5 декември меѓународниот ден на волонтерството, кој го обележавме во Младинскиот центар на општина Битола и доделивме 5 награди. За крај би ви посочил дека локалната стратегија за волонтерство донесена во мај 2023 година завршува во 2026 година и ја користам приликата да ве повикам да донесеме нова стратегија како промоцијата и развојот на волонтерството би биле континуиран процес. Повелете ако имате прашања. Благодариме. Отворам претрес, дали има прашања? Доколку нема, поминуваме на точка број 5, извештај за активностите на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво за 2025 година. Го молам известителот да ја појасни точка. Добар ден на сите почитувани советници, членови на Комисијата за јавни дејности. Еве еден краток осврт на нашите активности кои што се спроведоја по програмата на Општинскиот совет за превенција од детско престапништво, а произлегуваат од целите, а тие се подигнување на свеста за детското престапништво, превенција кај најмладите за детско престапништво и зајакнување на меѓуинституционалната соработка. Ние уште на почетокот одржавме редовни седници и нашите активности се сите може да ги видите на нашата Facebook страница Превенција од детско престапништво и линкови од портали и секако страната на општина Битола. Ние бевме доста активни преку целата година, но на првата седница изгласавме формирање на тимови или работни групи за поефикасна работа на Советот. Во тимовите се вклучени експерти, односно од различни области, од кои што со тоа ние ја зајакнуваме нашата соработка со СВР Битола, со Центар за социјална работа, Основен суд. Нашите тимови организираја најразлични трибини и едукативни предавања низ основните училишта и средните училишта на најразлични теми. Секако најзначајно насилство, меѓуврсничко насилство, сајбер насилство, потоа зависностите. Исто така ги направивме и ја започнавме кампањата 16 дена активизам за родово базирано насилство и активностите за против насилството ги завршивме со настан Глас против тишината, на кој што беа повикани соработка со стручните служби кои што донесоа ученици, се разви панел дискусија на кој што панел дискусијата ја водеа социолог, психолог, филозоф и зборуваа на тема насилство од различни аспекти. Со тоа подигнување на свеста кај најмладите беше прикажан филм на ученичка од Црвениот крст, кој што се и тие наши членови, Модринки на душата и нашите активности за насилство ги завршивме на тој начин. Покрај едукативни трибини и предавања, ние направивме 3 големи настани со кои што ја подигнуваме свеста и ги насочуваме младите да ја насочуваат својата, најчесто тинејџерите, бунтовна енергија
во изразување на креативен начин, со уметност. Првиот настан беше да ги оживееме боите на уметноста. Вториот настан книжевно матине, на кој што тинејџери од повеќе средни училишта учествуваа со најразлични точки, значи развивање на креативноста, пишување, потоа исто така настојуваме и да развивање преку спортски активности да се насочи таа тинејџерска енергија. Значи направивме преку целата година настани со кои што доделивме благодарници, учество на многу голем број на ученици од основни и средни училишта, експерти од различни области на кои што им се обратија на најразлични начини. Исто така, многу значајно е, ние пред да започнеме со активностите, ја разгледавме состојбата на малолетничко престапништво на територија на општина Битола, со тоа што упативме барања до институциите СВР, ЦСР и Основен суд, за врз основа на тие податоци ние потоа да ги реализираме активностите. За резултатите на тие барања, тука е членот од Општинскиот совет кој што ќе ви ги сподели. Благодариме, повелете. Добар ден и од мене. Само на кратко да се осврнам на анализите кои беа подготвени од страна на институциите кои беа спомнати претходно. Значи тоа се податоци добиени за претходни години и тоа 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 година. Јас само ќе нагласам дека има тенденција на раст на насилството кај младата популација и сметам дека треба да се посвети повеќе време и енергија и проекти за да тоа некако се канализира. Различни се податоците кои се добиени од страна на трите институции, значи од Министерството за внатрешни работи, Центарот за социјална работа и Основниот суд во Битола. Доколку сметат или доколку имате желба, јас можам да ви ги кажам и по бројка, а можам да ви ги кажам и податоците добиени од Основниот суд кои се однесуваат на поделба на однос на пол, односно колкава е застапеноста на машкиот, колкава е застапеноста на женскиот. Можете да ни презентирате такви податоци, доколку ги имате? Значи, еве, ќе започнем најнапред со податоците кои ги добивме од Министерството за внатрешни работи. За 2021 година процесуирани се 31 предмет, од кои 28 се малолетници, а 3 се малолетнички. Имаме и градација на кривичните дела, кои се најчесто како форма се јавуваат. Имаме за 2022 година 26 процесуирани предмети, 26 малолетници се сторители на кривични дела, за 23 година имаме 29 малолетници, 8 малолетнички, за 24 година имаме 31 процесуиран предмет, 29 се малолетници, 2 се малолетнички. Најчести се кривичните дела кои се потекнуваат од насилство и исто така од видот на кражби и тешки кражби, тие се најзастапени како кривични дела. Има нешто и по однос на недозволена трговија со наркотици, меѓутоа тоа во проценти не е или во бројка не е многу големо. Исто така, еве од извештаите кои ги добивме од Основниот суд, за бројот на предметите кои се завршени во 2020 година, тоа е 21 предмет, во 2021 42, 2022 25, 2023 25, 2024 22, по пол машки 26 за 2020, женски 2, за 21 47, машки, женски 3, 22 42 машки пол, 2 сторители на кривични дела од женски, 2023 45 од машки, 1 само од женски пол, 24 27 од машки, 2 од женски. Специфичен е бројот на прекршоците, тоа би сакал да го нагласам. Тука има голема тенденција на раст и ако во 2020 година
биле 8 процесуирани предмети во Основниот суд во Битола, во 2024 се 135. Значи таа бројка е Алармантна. енормна, да, голема и во последно време преовладуваат прекршоците кои се однесуваат на моторни возила, односно користење на мотори и возила, моторни без возачка Возачка дозвола. дозвола. Да. А дали имате податок најмладиот малолетник кој што извршил Значи, до која возраст? законот забранува процесуирање на предмети за лица кои немаат навршено 14 години. Значи, првиот процесуиран предмет во сите од овие институции мора да има 14 години. Да. Има помали, меѓутоа не сме, тука се запира постапката и тука не се процесуира и не влегува во Статистиката. билтен. Да, во статистиката. Да. Благодариме. Благодарам. Отворам претрес, повелете прашање. Благодарам, мислам дека оваа тема е многу сензитивна и многу актуелна во последно време, после случката во Скопје со малолетнички кои се изживуваа врз своја соученичка и мислам дека треба да како и ние како совет и вие како активисти во тој дел да поведиме поголема грижа. Сега сакам да побарам од вас доколку имате неколку податоци. Дали овие кои се веќе осудени порано се користеше поправен дом како мерка за да се ресоциализираат? Дали постои се уште таква работа, бидејќи често тие се пуштаат на слобода без некоја работа со нив и си продолжуваат тие престапи, обично и кражби, малтретирање, булингот како нешто што се случува во училиштата. Дали ние како држава имаме институции кои работат после со овие млади луѓе и дали има ефект од нивната ресоциализација? Значи тоа е многу битно. Каков е судскиот епилог после сите тие, со каква казна се соочуваат, дали самите млади, дали нивните родители? И мислам дека треба да барате што е можно повеќе средства и од општина Битола како би обрнавале поголемо внимание во основните училишта и средните во Битола, што е можно овој број, бидејќи рековме дека е во раст, да го намалуваме и да го сведуваме на минимум. Благодарам. Повелете. Јас најпрво ќе ви кажам дека во сите постапки кои се водат спрема малолетниците се изрекуваат мерки. Значи, дали тоа е зголемен надзор од родители, дали е зголемен надзор од Центарот за социјална работа, како најкрајна и можеби и најретка мерка е воспитно-поправна установа. Тоа станува збор за исклучително потежок вид на кривични дела. Статистички гледано, највеќе се застапени овие првите две, значи зголемениот надзор од страна на родителите и зголемениот надзор од страна на Центарот за социјална работа. Дека има ефект, тоа зависи од соработката на родителите, има ефект во определени случаеви, многу често, посебно во делот, наречиме, на определени прекршоци, влијанието на родителите после констатираниот прекршок односно нивната грижа се зголемува и не доаѓа или ретко кога доаѓа. Секако има и повратници кои го прават тоа, меѓутоа во бројка тоа е многу помалку. Свесни сме, гледаме, слушаме сите ние дека има зголемена потреба, дека има голема агресија и наплив на енергија кај младата популација. Ние се трудиме, сакаме и ги опфаќаме основните и средните училишта и ако доскоро претежниот акцент беше ставен по однос на насилството на средните училишта, сметајќи дека тие се во некои години каде што и за очекување дека би имало таков проблем, се почесто слушаме, гледаме дека и во основните училишта се јавува таква потреба, ние не сме застанале, значи постојано сме во секој од училиштата сме биле од основни и средни. Категоријата со која работиме, најчесто ја бараме да ја добиеме како информација од страна на директорот или стручната служба во училиштето. Она што сака тие ние да им го доловиме, представиме, ние на таа проблематика и се базираме. Доколку во училиштето има зголемен проблем, да речеме од
користење на наркотици се осврнуваме на тој дел. Ако има, да речеме, зачестеност на насилство, се осврнуваме на тој дел. Значи, пробваме да постигнеме, иако е потребно повеќе средства, повеќе луѓе, повеќе ресурси, за да се стигне, да се превенира. Сметам дека превенираме. Битола не спаѓа во статистички гледано на територијата на целата наша држава. Битола не спаѓа како еден критичен, да речам, критична општина или општина во која има екстремно зголемен број на насилство или на криминалитет. Тоа Какво е вашето мислење, како стручни лица, во врска со оваа онлайн петиција која е за забранување на социјалните мрежи на малолетни лица? Дали мислите дека ќе допринесе за намалување на врсничкото насилство? Актуелна и таа деновиве. Да, веќе се собираат за да се укинат социјалните мрежи кај лица до 14 годишна возраст. Дали тоа би влијало, бидејќи секакви содржини се достапни на социјалните мрежи, може би тие се еден поттик за нивното однесување. Дали сметате, вие дали сте имале можност да размислувате, да разгледувате какви ќе бидат влијанијата доколку се забрани користење на социјални мрежи до 14 годишна возраст? Како мислење чисто? Јас лично сметам дека подобро е, тоа е моје мислење, подобро е да се превенира и да се едуцира. Јас сметам дека треба да ги навикнеме или научиме младите луѓе, лица, како поквалитетно да ги користат тие социјални придобивки, во смисла на технички придобивки кои ги има ова општество. И мислам дека многу малку, ајде да не речем воопшто, не се посветува едукација за нивно користење. Значи, не значи дека ако ние му ги забраниме, ќе намалиме стапката на криминалитет или на агресија. Ние само можеби нема тоа толку често да го гледаме. Значи, јас лично сметам, мислам дека и Совет за превенција го дели тоа мислење дека ние треба да ги едуцираме, затоа што ние во суштина кога ќе се појавиме во едно училиште, и иако е тоа можеби вака чудно, покрај сите можни алатки кои денес ни стојат на располагање, можности исто така да прочитаме, да научиме, да се едуцираме, тие многу малку знаат. Почнувајќи од тоа дека тие се една посебна категорија за која има посебно законодавство, посебна легислатива, посебно постапување од страна на судовите, полиција, Центарот за социјална работа, тие воопшто не знаат. Не знам дали и 5% од нив знаат дека има посебни постапки за нив. Ние се трудиме целата таа енергија која тие ја имаат да ја насочиме кон нешто што е попозитивно, покреативно, можеби со сите овие настани кои ги спомнавме, дали се тоа од литературен карактер или се тоа од спортски карактер или од некакви си меѓусебни дружења за познавање со посредство на Црвениот крст и сите тие акции кои се. Мислам дека треба во секој клас, во секој одделение, со секој едно дете да се поразговара и вервајте дека кај нив на крајот одма ќе видите која е поентата, затоа што тие после првите 20-30 минути веќе ќе се опуштат и веќе си ги поставуваат прашањата или нејаснотиите кои тие ги имаат. Мислам дека малку се работи на таа проблематика, треба да се работи, треба поинтензивно да се работи и јас би сакал да имаме, пак ќе речам, буџет, ресурси, да имавме ние една иницијатива, едно размислување, да направиме безбеден град, ама не во смисла на Safe City со камерите и така натаму, туку во смисла на активности кои ќе бидат во насока да секое едно дете го добие вниманието или да се потрудиме да го добие тоа внимание, за да го отклониме од евентуалните негативности. Не знам дали е тоа насилство, дали е тоа дрога, дали е тоа алкохол, во секој сегмент. Во наставните планови програми кои што ги работиме во основното образование имаме и наставни единици што се баш правилно користење на сите тие уреди и социјални мрежи.
Сега со промената, нормално како што се менуваат работите, така и имаше и потреба од промена на програмите и тоа го работиме. Ете, јас како наставник одговорно тврдам дека го работиме со децата. Тие наставни единици им се допаѓаат многу и сакаат и тогаш се искажуваат и кажуваат многу работи кои што влечиме од нив. Ги има и ги работиме. И се треба да почне од нас, како родители, па во основното образование, па да продолжи натаму. Ние сме тие што треба да ги едуцираме и да кажеме како правилно, не да им ги забраниме да ги користат, туку ние и самите наставници им даваме и домашно, така и ги користат за да го изработат домашното тие социјални медиуми. Затоа треба да работиме на тоа правилно, да ги насочиме како правилно да ги користат, за да биде позитивен ефектот. Јас ако ми дозволите само уште една реченица би кажал, значи Австралија беше првата земја, тоа го знаем, го прочитавме, која се потруди да ги забрани дел или сите социјални медиуми за деца кои се под 16 годишна возраст и информациите дека тие доживеа неуспех со тоа, затоа што децата најдоа начин, дали со некои други пасворди, дали со некоја погрешно напишана возраст или веќе како, не знам, најдоа начин како да го заобиколат тоа и немаше успех. Не им вроди со плод онака како што можеби тие замислуваја. Можеби е многу подобро да се поразговара во смисла на начинот на кој тие, помалите го користат TikTok, пошто тоа е кога ќе земете по возраст поделено некаде докај 14 години ги користат повеќе TikTok, а овие останатите веќе одат со Instagram нагоре, 15, 16 и нагоре возраст. Дел од тие мрежи, односно дел од тие социјални достапни за нив мрежи не ги користат и можеби нивната забрана нема нити да допри до нив. Затоа мислам дека треба да се едуцираат повеќе и да сватат дека и објавите представуваат кривично дело и дека тоа ќе ги заплаше да не го прават тоа. Ви благодарам. Дали има се уште прашања? Доколку нема, поминуваме на точка број 6, извештај за реализација на програмата за туризам на општина Битола за 2025 година. Повелете да ја појасните и оваа точка. Благодарам. Добар ден на сите, почитувани присутни. Програмата за туризам на општина Битола за 2025 година беа планирани 5 милиони денари, распоредени во неколку ставки, односно промоција на активности на Националниот парк Пелистер за развој на туризмот 500.000 денари, изработка на студија за развој на летен и зимски туризам на Пелистер 300.000 денари, организација на зимска приказна 2025 година 4 милиони денари и јавен повик за здруженија за спроведување на активности во врска со унапредување на туризмот на територија на општина Битола. Од планираните 5 милиони денари реализирани се 4 милиони 762.000 денари 318 и со тоа програмата за туризам за 2025 година на општина Битола е реализирана со 95,25%. Накратко јас толку имал, доколку има прашања. Благодариме. Отворам претрес по оваа точка. Дали има прашања? Повели Димитар. Некако сам јас денес поставувам мал за се чувствувам и глуп. Ме интересира дали имаме бројка, кој е бројот на туристи годишно кои доаѓаат во Битола и дали со овие програми се зголемува тој број на годишна основа. Сега на памет немам да ја кажам бројките, имаме, можем да ви пратам на мејл дополнително. Секако, зимската приказна носи голем број на туристи, од прилика, са никој не може да измери до танчина, меѓутоа зголемено е бројот на наоѓање посетители, можем да ви спратам на мејл. Секако дека успешно со овој процент на реализација на оваа програма е зголемена туристичката понуда, со тоа и бројот на туристи во
општина Битола. Имаме на мала сугестија во однос на туризмот. Често летниот период гледаме како турски државјани сакаат да прошетат низ Битола, но сите угостители говорат дека тие само поминуваат, одат во музеот, прошетка кратка и заминуваат. Мислам дека треба да направиме некоја стратегија како на тие туристи да ги задржиме барем со едно ноќевање во Битола, да не ни завршуваат сите тие туристи во Охрид. Охрид е вистина ради езерото многу попривлечен, но мислам дека треба дел од овие средства да се пренаменат токму во развој на овој дел од туризмот, затоа што има потенцијал, има приказ на Битола, особено за тие турски државјани кои доаѓаат, да не биде Битола само една попатна станица од неколку часа и да си заминат од Битола, да му помогнеме и на гостителите и на сите туристички работници да ги задржат барем на еден ден, вклучувајќи дали ќе биде посета на Националниот парк Пелистер, Хераклија нуди многу можности за промоција на тој туризам, да не бидат сите средства само во зимската приказна. Зимската приказна, да не бидам сватан погрешен, јас ја поддржувам и навистина е многу добар проект, но мислам дека треба да водиме сметка и околу овој летен туризам, кој нуди многу повеќе можности и можеби да се размислува за српски државјани кои транзитираат преку Грција и ноќеваат во Битола, нешто и за нив да се понуди некоја содржина, како би ги привлекле да останат и Битола би ја направиле една вистинска туристичка дестинација. Тоа се како само сугестии кога ќе изработувате планови за оваа наредните години, да водите сметка малце и за овие работи. Благодарам. Благодарам. Јас имам еден краток коментар. Да, ова се е разгледувано, се е размислувано нон-стоп, да речем. Имаме приоритетен проблем што немаме големи сместувачки капацитети. Зборам за големи хотели со повеќе звезди. Ние имаме категоризирани објекти, меѓутоа тоа се помали и така натаму. Малце Битола има таков проблем. И можеби тоа е на повисоко ниво да се крене, малце во тој дел мора да направиме нешто, па потоа затоа што тие прво ќе прашат каде ќе спиеме. Тоа е главен проблем. А исто, кога имате време, видете, можеби имате видено, студијата за развој на летен и зимски туризам на Пелистер и доста има убави работи кои што ги содржат овие работи што сега ги коментираме. Благодарам. Дали има се уште прашања? Доколку нема, поминуваме на последната точка, точка број 7, програма за измени и дополнување на програмата за образование во општина Битола за 2026 година. Повелете. Благодарам. Измените и дополнувањата на програмата за образование за 2026 година е како резултат на пренесениот вишок од минати години или поточно од 2025 година. Во програмата Основно образование или N1 износот е 681.758 денари кои се додаваат на основни плати, на ставка основни плати, а за програмата N2 или средно образование износот од дотацијата која останат од претходни години е од 20.575.998 денари. Истата се распределува на две ставки, 12.225.575 за плати и надоместоци од плати и 8.350.423 за реконструкција на други објекти. Благодарам. Прашања? Доколку нема, можеме да преминеме на гласање на точките од дневниот ред. Точка број 1. Годишен извештај за реализација на програмата за култура во општина Битола за 2025 година. Повелете да гласаме. Три гласа за, 1 воздржан. Првата точка е изгласана. Точка број 2. Годишен извештај за реализација на програмата за образование во општина Битола за 2025 година. Повелете. Можеме да гласаме. Три гласови за, 1 воздржан. И оваа точка е изгласана. Точка број 3. Годишен извештај за реализација на програмата за социјална заштита во општина Битола за 2025 година. Ве повикувам да гласаме. Три гласови за, 1 воздржан.
Точка број 4. Годишен извештај на локалниот совет за волонтерство на општина Битола за 2025 година. Ве повикувам да гласаме. 3 гласови за, 1 воздржан. Точка број 5. Извештај за активностите на Општинскиот совет за превенција на детско представништво за 2025 година. Ве повикувам да гласаме. 3 гласови за, 1 воздржан. Точка број 6. Извештај за реализација на програмата за туризам на општина Битола за 2025 година. Повикувам да гласаме за точка број 6. 3 за, 1 воздржан. И последната точка од овој дневен ред, точка број 7, програма за измени и дополнување на програмата за образование во општина Битола за 2026 година. Повелете да гласаме. 3 гласови за, 1 воздржан. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека ова седница на јавни дејности е завршена. Ви посакувам убав и пријатен ден. Ви благодарам.